Почитувани, со власта на Заев, Македонија тоне во корупција и криминал, и тоа не го кажуваат само ВМРО, ДПМН и граѓаните, туку истото го нотира Европската комисија и релевантните меѓународни извори. Во извештајот на комисијата јасно е посочено дека корупцијата е присутна во многу области и останува причина за загриженост. Тоа значи дека оваа власт не направила ниту еден чекор кон реформи и нема никаква реална борба против корупцијата. Напротив, со оваа оценка се потврдуваат нашите ставови дека токму власта е генератор на корупцијата во Македонија. Извештајот потврди дека Зоран Заев е причината заради која Македонија на извештајот на Transparency International е на 93-то место веднаш зад Руанда и Свазиленд. Имено со ова се потврдува дека принципот евро за вицето е причината зошто Македонија назадува. Со ова се потврдува дека сомнителните тендери, грантови и јавни набавки кои ги добиваат функционерите на СДСМ и нивните фирми ја оддалечуваат Македонија од европските вредности. Со ова само се потврдува дека Македонија е раководена од криминален картел, чиј основен интерес е лично богатење. Дополнително во извештајот на Европската комисија се нотира дека постои сериозен проблем со честата појава на шверц на северната граница, проблем кој мора дополнително да се третира. Токму ова беше посочувано и од страна на глобалната иницијатива против организираниот криминал, која во својот извештај говори за дослух помеѓу власта и криминалните картели во Македонија. Тоа само го потврдува ставот на ВМРО ДПМН дека постои спрега помеѓу власта и криминалното подземје во Македонија, односно дека во Македонија мафијата има сопствена држава. Исто така, во извештајот на Европската комисија се забележува за надзорот и контролата врз работата на разузнавачките служби, што говори дека оваа власт не ја уверила Европската комисија дека на ова поле се води сериозна кадровска политика базирана на експертски решенија, а не на партиски кадри. Токму во тој правец, по иницијатива на ВМРО ДПМН, ќе се пристапи кон изработка и усвојување на закон за собранински надзорни тела, со што надзорот над службите дополнително ќе се зголеми. Дополнително ќе работиме да се изработи и усвои закон за Советот за национална безбедност, што ќе е прв пат во историјата на нашата држава да се усвои ваков закон за оваа значајна уставна институција, како и на изработка на нов закон за Агенцијата за разузнавање. Почитувани, критиките на Европската комисија се јасни и прецизни и укажуваат на фактот дека оваа власт, наместо да работи кон подобрување на полето на безбедноста, борбата со криминалот и корупцијата, таа ги поттикнува овие негативни појави и со тоа ја оддалечува Република Македонија од добивање на датум за почеток на преговорите. Заев и власта може да се обидуваат да ја замајуваат јавноста, но и јавноста и меѓународните партнери гледаат дека оваа неспособна и криминогена структура на власт за жал нема капацитет да ги направи суштинските реформи кои Македонија ќе ја направат пристојна европска земја која може да отпочне процес на преговори. Европеизација на Македонија е невозможна со Заев на чело на власта. Ви благодарам.